Драги гледачи, се наоѓаме во киното Мистон во Прилеп, каде што во тек е осмиот интернационален фестивал на краток филм Винтер Априкот, а наш соговорник денеска е Дарко Ѓорѓиевски, еден од двајцата организатори на овој фестивал. Господин Ѓорѓиевски, како тече фестивалот, еве како што кажаме, 8 година поред, како што има можност публиката во Прилеп тука да погледне филмови буквално од целиот свет? Здраво. Најпрви благодарност за одвоеното време и внимание за да го направиме овој прилог. Фестивалот тече одлично, значи како што споменавте, 8 издание на Интернационалниот фестивал на краток филм Winter Apricots. Веќе сериозни години се зад нас. Полека структурата на фестивалот има сериозна форма. Фестивалот има одредена публика која што е веќе редовна и сме поприлично задоволни од сите параметри на фестивалот. Еден од ретките вакви фестивали на ниво на држава, како се роди идејата за негово создавање и креирање? Идејата на некој начин може да се каже дека се роди случајно, да речеме, односно средба моја со една италијанска режисерка во нашиот град Прилеп иницираше да се роди едно фестивалче на почетокот, кое што стигна до 8 издание, стигна до еден солиден, сериозен фестивалски проект и така тоа е идејата, нема некоја, да речам, посебна приказна, едноставно две исти фреквенции се споија, ентузијазмот се канализираше и едноставно се одржуваме сега за сега до 8 издание. За овие 8 години колку филмови и од кои се држави, дали имате некаква статистика, поминале тука, се проектирале пред публиката? Значи, како што споменавме, станува збор за интернационален фестивал, во кој што има 3 надпреварувачки селекции и неколку оф програми, секоја година варирал бројот на придружната програма. Можеби точната статистичка бројка не ја знам, меѓутоа некој просек, ако ги помножам годините по некој просек, станува збор за сигурно некоја бројка од 1000 кратки интернационални и домашни филмови. Така да тоа е навистина завидно ниво на филмови. Исто така сакам да посочам дека нашиот третман, бидејќи јас и мојата колешка сме и селектори на филмовите и нашиот третман е посветен во селектирањето на филмовите, односно се трудиме да има разновидност односно застапеност и на независни продукции од разни места во светот, но и на сериозни проекти кои што се и кандидати за Оскар, како што е и случајот за оваа година. Имаме 2 филмови кратки во интернационалната селекција кои што се кандидати за Оскар. Како ги селектирате филмовите, како доаѓате до авторите, дали тие сами се пријавуваат или пак ви ги контактирате? Значи, пријавувањето на филмови е едноставно еден стандарден фестивалски процес. Ние распишуваме повик за пријавување некои 6 месеци пред фестивалот, кој што го промовираме на известни мрежи. Во светот постојат мрежи како овие добро познати социјални, исто така и филмски мрежи, кои што се доста разработени и сериозни режисери имаат профили таму. И на таа платформа ние ги собираме филмовите. После затварањето на повикот започнува процес на селектирање, односно еден макотрпен процес на прегледување филмови, на создавање критериуми, на долгочасовни разговори, комуникации меѓу нас, селекторите и така натаму, за да стигнеме до нешто кое што ќе биде официјална селекција, односно на некој начин и лицето на Winter Apricots. Тоа е нашата идеја, нашите разбирања за одредени, па и да речем подлабоки прашања презентирани преку селекцијата на Winter Apricots. Ова година колку филмови има? Вкупниот број оваа година на филмови е 43, од нив 28 се во надпреварувачки селекции, односно тоа се интернационалната или официјална селекција, балканската селекција и домашната македонска селекција. Дали дел од авторите на тие филмови се можеби присутни тука во Прилеп? Ние имаме пракса во пропорција со нашите финансиски можности да ги каниме сите селектирани финалисти, обезбедувајќи им некои скромни
сместување и такви работи. За жал, оваа година ќе имаме представници само од домашните селектирани филмови и тоа мислам дека има 5 македонски филма во македонската селекција и од секој филм ќе има дали дел од екипа, дали режисер и така натаму и така натаму. Не сум сигурен, мислам дека и за еден филм од интернационалната селекција е пријавен режисерот, станува збор за режисер од Грција, дека мислам дека би планира да дојди во Прилеп. Дали ова е единствениот ваков фестивал во Македонија? Не. Во Македонија постојат повеќе фестивали, особено во последно време се појавија многу фестивали на краток филм. Нема премногу, јас не ја знам точната бројка, сега има навистина многу. Така да не, има повеќе фестивали на кратки филмови. Сега, јас не сум добро запознаен ни со нивните концепти, ама мислам дека некои се тематски, некои таргетираат први филмови на режисери, така да може би во ваков формат и вака да речем општ формат на фестивал може би и да нема. Сепак за една ваква организација потребни се нормално освен волја, желба и финансии. Дали сте поддржани на некоја институција во држава? За прв пат, значи на ова 8 издание имаме финансиска поддршка од Агенцијата за филм на Македонија, за која што и сме благодарни. Се надевам дека ќе оправдаме довербата што ни ја дадоа и дека ќе продолжиме да соработуваме. До сега сме немале, така да за нас ова е и нов момент, може би сме на некој начин постабилни финансиски, меѓутоа и одговорноста е поголема, така да предизвикот е прифатен во секој случај. Ние со задоволство го работиме фестивалот, така да тоа е тоа. Спомнавте дека освен официјалниот дел ќе имаме и оф програма, што ова година ќе биде пред публиката прикажано во оф програмата? Да, точно, имаме и оф програма, така наречена во каталогот придружна програма. Стандардно, значи, структурата на фестивалот е отвараме со музички концерт. Значи, во четврток, во 9 часот имавме концерт на групата СИЗ од Куманово, а затвараме во сабота вечерва со концерт на групата Летечки пекинизери. Исто така, имаме и промоција на книга во нашата придружна локација, Кафе Галеријата Лувр. Промоција на книгата Замислување на мирот, на режисерот Вим Вендерс и професор доктор Мери Зурнази, која што ќе биде промовирана во еден од преведувачите, Александар Еленин ќе биде присутен. Исто така имавме и предфестивалска проекција на видео арт, една специфична гранка, да речем, во филмското поле, организирана и представена од Владко Галевски, а самата видеоарт е производ на Борјан Заревски, еден наш експериментален видеоартист, да го наречам. И горе-долу тоа е в програмата, придружна програма. Кога сме кај в програмата, може да споменеме дека имате и едно летно издание на овој фестивал, кое што исто така е дел од оваа придружна програма. Точно така, значи Winter Apricots има некоја сестрински настан во летните денови, некако е гревота да не го искористиме летото за некаков настан. Настанот се вика Филмски квечеринки, се случува на Могила. Оваа година исто имавме многу успешно издание на тој настан. Прикажувавме долгометражни филмови и завршивме со концерт на Могила на Луфтанза. И еве за крај на овој разговор, кои се вашите идни планови? Каде го гледате овој фестивал и како би го оцениле пред 8 години и денес? Први на второто прашање, односно на тоа како го оценуваме во споредба со првото и со 8-то издание, значи фестивалот расте, регрутираме публика, искрена публика, нешто за кое што мене ми е навистина драго. Фестивалот има еден ден повеќе во однос на првите изданија. Продукцијски и организацијски е многу солиден. Ние сме доста задоволни од прогресот. Воедно сега влегуваме и во вашето прво прашање. Едноставно очекуваме да расте фестивалот, да стане една ориентациона културна точка како на локалните сограѓани и жители, така и пошироко, луѓето, децата да се идентификуваат со овој проект, едноставно да остане нешто кое што ќе трае и ќе има иднина,
Конкретно очекуваме во следните години, со надеж за 10-тото јубилејно издание, да го прошириме форматот, односно барем еден ден или два денови повеќе. Господин Ѓорѓиевски, ви благодарам на овој разговор, на одвоеното време и ви посакувам и во иднина успешни организации на Винтер Априкот. Ви благодарам уште еднаш на оваа прилика и на разговорот.